Дали ти дадоа македонски пасош? Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Фин Македонија. Добар ден, како сме? Добар ден, како сме? Кај си бе, фин бе, фацо германска. Што правиш? Па ништо, тука сум. Тука си утре леташ? Да, Германија. Малцо Германија. Како се вика добар ден на германски? Guten Tag, ама знаеш, не? Guten Tag, да. Tag. Беше Guten Morgen, Guten Tag и добро вечер? Guten Abend. Guten Abend. Да. Guten Abend. Warum Guten Abend? Warum nicht? Зашто да не? Фин, не се знаеме, се упознаваме прв пат. Јас сум Миро Кацаров, водител на еден невообичаен подкаст во Македонија, подкаст кој што е на Канал 77, радио број 1 во цела Македонија, само хитови, национално радио, кој што има подкаст, лайк, сабскрайб за повеќе јавни личности кои што сакате да ги ставиме на детектор за лаги и да ја дознаеме вистината што кријата, што кажуваат пред јавноста. Фин е интересен момак кој што Македонија сака, ја почитува, снима за Македонија, веќе е влезен и во тие инфлуенсери македонски. Многу чудно, германец се проби во 2 милиона луѓе, ако ние сме многу мала држава. Многу пати си реков дали може македонец во Германија да се пробие толку лесно и толку едноставно, но сепак јас знам да кажам дека таква ти е звездата, по таква звезда си роден. Ме разбираш ли? Да. Ме разбираш малци или многу? Не, те разбрав. Ме разбра се. Да. Добро. Како се чувствуваш кај нас? Па убаво тука, да, малку знаеш, не прежешко тука, знаеш малку под климата, Да. уживање. Одлично. Топле, да. Си бил до сега некојаш на детектор за лаги? На полиграф? Не. Знаеш што е тоа? Па знам од Германија. Има, знаеш, со електрикошок, не знам ако имаме тоа тука. Ако лажиш ќе те даде, знаеш, електрикошок. Не, тука не, да. Тоа имаме во Германија, да. Тука ако лажеш ќе покаже кај мене. Важно. Ќе детектира. Да, ќе ме тепаш. Не. Ќе детектира одговор и ќе биде интересна за јавноста и ќе да знаеме што или каде ја кажуваш вистината, каде не. Да. Спремен си? Секогаш. Фокусиран си? Секогаш. Те фаќа малце страв трема? Не. Бидејќи сепак ќе те врзат. Ше врзат? Ќе ти стават. Да, знам, Такви, да. нели? Да. Такви некои жици, Да. за да може пулсот да те го осети, за да може бритот, дишењето, за да може Да. твоите гестикулации, боди легвичот да го примети и да го детектира нашиот полиграф. Ама знаеш, мако испрашаме деки, знаеш, на друг јазик. Да, значи да. ми прашаш нешто, јас паника што ти кажа, што да кажам се на Имаш 30 секунди. браво. Така. Може? Да, ајде. Спремни сте за филм Македонија на полиграф. Фин, дали си спремен? Секогаш. Дали ќе кажуваш вистината? Секогаш кажав. Апсолутно. Дали си сконцентриран? Да. Фокусиран? Да. Расположен? Да. Прво прашање, дали си изгубен германец во Македонија? Па сум. Да. Кога дојде прв пат во Македонија? 2020 и втората. Си изгуби? Малку. Малку? Со мапа? Да. Цело време со мапа? Не цело време. Лесно Скопје. Заш вада само горе долу и вака. А во Скопје дојде или во Охрид? Каде прво дојде? Скопје. Во Скопје дојде? Да. Што ти текна да го посетиш Скопје? Па знаеш, нефчно лет беше на Визеа Аха, и сакав одмо и па... пази само Па знаеш. што ве молам да биде, да. Извини, Да. да. Добро. Дали е точно дека Македонија сакаш повеќе од Германија? Па да, 100%. Пади што збориш? 100%. Толку многу ја засака Македонија? Да. Ама ако не сакав, нема да живам тука, знаеш. Те сакаат луѓето. Да, ама знаеш, јас многу сум благодарен за ова, ама првите 2 години живеев тука, знаеш, без Инстаграм. Да, без Инстаграм. Да, не снимав, ништо не правив, среќен бев. И среќен бе, браво. Да. Што ти се свига во Македонија? Начинот, животот, љубезноста, сонцето, планините, храната, што ти се допаѓа? Па се, знаеш, миксот од се. Се.
Znaš, дека imam takva priroda, sve različno, nema gajde, kaj si, znaš, ima dosta interesni mesta, stite se različni. Kako dugo zborovat, kako ne znam, kako izgleda. Ti si prile vizidak, ne znam, kako Egipet maku, znaš, bez drva, posle ti si bitula je drug svet, kako Skandinavija. Posle Ohrid, kako na more. Ili posle, ne znam, Kičevo, drug svet. I posle, ne znam, Makedonski brod, drug svet. Се где си бил там? Таму да, ама не сум бил Пешчево, Делчево, таму тоа, Македонска каменица. Трето прашање, дали е точно дека дојде во Македонија за да се ожениш? Не. Ама знаеш што? Ако тоа беше планот, ке земјам девојка и ке одам пак Германија. Мислам, сите прават вака, нели? Да. Не ти фали таа голема, бидејќи Германија е голема држава, таа пространство, фактички, како да кажам, таа ширина, тие улици големи, тие згради и таа територија на Германија, не ти фали толку нешто? Или ова ти е малце по-суптилно, по-убаво? Знаеш, тука ти си во Скопје, главен град, ама малку чувствуваш како во помал градче, ако ме свакаш, знаеш, не како ако ти си Берлин или не знам, поголеми градови Европа, имаш гужви, туристи, се, знаеш, премногу се. Тука малку, знаеш, ти си во Скопје, главен град, имаш се што треба. Ама, знаеш, полека можеш да живееш, имаш природа. Се што јас сакам во мојот живот имаш тука, знаеш. Дали е точно дека има нешто во Македонија што не ти се допаѓа, ама не сакаш јавно да го кажеш? Сигурно има, ама се што не ми се допадна, мислам, кажав јавно пречесто. Знаеш, со отпад, ѓубрето, понекогаш? Не ми се допадна ова. Воопшто, знаеш, кога, например, јас возев се струга дева, леле, каков пат, преубаво, знаеш, природа, реката, центрим долу, планини горе, преубаво. И па секаде, на секој паркинг место, ѓубре, отпад, премногу. Одвратно е тоа. Да. И ова не сакам. И знаеш, многу често видов, јас мислев дека тоа не е рано, ама видов луѓе како возат со колата, се отворат прозор и фрлат ѓубрето пак. Да. Тоа во Германија не замисливо, нели? Па има и лоши места во Германија, можеби не сакам сега да кажам воопшто, ама ова не сакам. Ако јас бев политичар, знаеш, ке правам големи казни, високи казни. Ако филаш ѓубре не за 500 евра. Пето прашање. Ако утре треба да бираш помеѓу Македонија или Германија, која држава би ја одбрал да живееш постојано? Па Македонија 100%. Но за секогаш. Да, ама сакам секогаш да живеам тука. Тоа ми е планот. Имаме, твојот одговор се анализира, 30 секунди ти кажав и го детектираме, 23-22. Ова ти е како подпрашање на претходното, добре, да. Германија, кај живеат твоите? Фрајбург, да. Колку жители има Фрајбург? 230.000? Помало од Скопје, 800.000. Да. Гужва или е едноставен е градот, мирен? Мирен, имаш многу студенти. Студенти, да, студентски град. Да. Супер, одлично. Имаш ли македонска јавна личност што ти е симпатија? Па премногу, да. Која? Добро прашање. Многу сакам, знаеш, за мене како рол модел Драган Тапчанов. Многу го сакам Драган. И знаеш зашто? Не знам како многу позитивен, не прави. Да, многу го сакам Драган. Симпатија као женски род. Сега ти си имаш девојка, но која ти беше македонска симпатија пред да си имаш девојка? Која јавна личност? Па знаеш кога дојдов, имав девојка после неколку месеци и тогаш не бев на македонски Инстаграм. Значи не ги знаев инфлуенсер. Значи сега онака симпатичен лик ти е Драган Тапшанов. Да, за мене како знаеш рол модел, како снима во природа и за многу го сакам. Седмо прашање, дали е точно дека стана македонец поради лајкови и пари од спонзори? Проблемот е, знаеш, првата една година, првите 2 години, немав, знаеш, соработки. Сега започнав со Ајден, има... Значи не си поради тоа македонец? Да. Не си? Па не сум. Сега имаш... Сега заработуваш од спонзори? Понекогаш, да, сега имам A1, имав со Philips едно видео, сега за светско со Powerade.
Со ФФМ гледам работиш? Да, ама тоа не беше за пари. Да, за апликацијата, мако да промовираме. Исто со ракометна федерација, исто не за пари. И со ракометна федерација, да. Значи не го правиш се тоа само заради лајкови да кажат, јас сум инфлуенсер, имам лајкови, па ќе бидам македонец, така? Не. Добро. Си видел ли некоја македонка, девојка и си помислил, леле, колку е добро? Па имаш најубави девојки во Македонија. Тоа е вистината. Па знаеш, имаме песни за ова. Треба да биде вистината, да. Имаш први и прубави. Ти се свигаат македонките? Да, нормално, да. Ама малку знаеш за мојата глава германска, малку ми е тешко понекогаш, знаеш. Има многу темперамент девојки тука. Аха. Знаеш, свакаш? Знаеш како зборуваат, знаеш малку не знам. Па знаеш, Помирни се германките? па зависи, може би да. Да, ние сме балканци. Тука се многу, знаеш балканците, знаеш. Да. Македонки ке те тепат. Да, македонки, русинки, украинки, они се темпераментни, да. Девето прашање, дали има некоја тајна што не си им ја кажал јавно на следбениците за Македонија? А за Македонија? Нешто што ти е тајна, дали е лошо за Македонија, дали е добро за Македонија, али не си го кажал. Не, јас кажам, се што мислам кажам. Не, За Македонија, да. 100%. Сакаш да кажеш секоја убава работа ја споделуваш, секоја негативна работа ја споделуваш. Да, например, сега, знаеш, имав проблеми во МВР, знаеш, со документи. Јас после тоа кажав, знаеш, вака беше и чувствував како куче, како луѓе зборуваат со мене и дека, знаеш, ти имаш подобар третман ако дојдеш со врски и ако ти си некој познат, знаеш, некој инфлуенца вака, ако ќе влезеш вака, ќе имаш подобар третман. Јас влезев таму и јас имав чувство, знаеш, дека, знаеш, луѓе немаат баш почит. Немаат. Да. И тоа кажав лично, јавно, и кажам уште еднаш. Знаеш, тоа не сакам. И не сакам дека ти добиеш повеќе почит и ти добиеш само почит ако влезеш со врски, знаеш. Да, Тоа не сакам. или ако си фаца. Да. Или ако некој како ти кажа, некој е познат. Да. Десето прашање, дали е точно дека има македонци што те вреѓаат и не те сакаат? Да, има, за жал, многу ми е штета, да, ама има. И што ти пишуваат? Па не знам, педеа, германски, сега некој видов, што друго дека, знаеш, што ти кажа сега дека правам ова само за лајкови, дека, па што друго. Па, има. Не се занесува, не се глупирај, кој те ебе, оди си в Германија. Што многу луѓе пишат, што викаш цело време, оди ти на работа. Тоа беше смешно, еден човек ме пишува на Facebook да јас да одам на работа. Ама јас објави видео и после 3 минути коментираше да одам јас да одам на работа. Ама што правиш на Facebook, оди ти на работа, знаеш? Тоа кажав. Тие работи имаш, знаеш. Има доста на Facebook. Ама убаво си му кажал, па што дреме на Facebook? Да, оди ти на работа ако сакаш. Да. Страшна работа. 11 прашање. Дали се каеш некогаш што остана во Македонија толку долго време? Не. Тоа немам. Само тоа имам секогаш кога сум за документи негде, ама само за 5 минути. Да. Значи не, така да видам. Тогаш се нервираш, а? Да. Ама исто во Германија лошо, мислам. Многу македонци ми пишат што навираш за Македонија, Германија исто лошо. Мислам за странци секогаш е вака. Знаеш ако ти дојдеш како странец. Зошто не ми пишеш, јас ќе ти помогнам? Па тоа е, знаеш, македонска работа, треба врска. Па не е македонска работа, зошто македонска работа? А тоа е секаде у светов така. И у Вашингтон ако има, па да, верувам. Може би, да. А и у Мајами ако имаш ти човек у полиција, можете да те побргу спроведе него да си. А знаеш, јас научив како дете дека вака не можеш во живот. Значи тоа е што како научиш во Германија. Апсолутно се согласувам по правило, но ете ти си овде германец што е сака Македонија и јас од љубов према тоа што ти сакаш мојата татковина ќе ти помогнам. Да, фала. 12 прашање, дали се сметаш за инфлуенсер во Македонија? Мислам, може би да, и знам, знаеш, кога сум, например, на фудбал, ракомет, има многу дечиња кои доаѓаат на мене, сакаат да се сликаат, изборуваат со мене. И знам дека јас сум, знаеш, како рол модел и не можам се да објавам глупости или не знам како сум. Не знам, сега немам примама. Знам дека треба малку, знаеш, внимание што објавиш и што кажеш јавно и
Те разбра сосема, одлично. 13 прашање, дали ти дадоа македонски пасош? Не, никогаш мислам. Секогаш тагнам Мицкоски. Господине Мицкоски, секогаш ве тагнам на Инстаграм. Нема одговор. А зошто не ти даваат македонски пасош? Треба него да му прашаме. Мислам, колку време треба да помине престојот во Македонија? Не знам, неколку 5, 6, 7 години? Ти колку имаш? 3 са. Не треба уште 3? Па да, нормално, да. Ама знаеш, македонски работи, може би нешто... Под масата нешто. Да. Значи треба за 3 години да добиеш македонски пасош, така? Со Господ напред. Со Господ напред, амин, така е. 14 прашање, дали е точно дека се уште одиш на часове по македонски и уште го совладуваш јазикот? Да. Голем поздрав, Викторија од Битола, мојата професорка. И има на Инстаграм, ако некој сака македонски часови, се вика Macedonian Lessons на англиски. Може да пишете. Тежок ли е македонскиот јазик? Да, јас правам многу грешки, ама да вака научам. И секогаш научам нешто ново во моите лекции. Сега денес имав. Точно денес имав. А дома со жена ти си збориш македонски? Најмногу англиски. Деки вака започнавме, знаеш. И сега малку тешко да... Па ти добро разбираш македонски? Да. 15 прашање, дали е точно дека имаш добиено порака од твоите германци во стилот не се глупирај бре, не си македонец, ти си германец? Не, ама знаеш, немам баш германци кои ме гледаат. Сите кои ме гледаат се македонци или македонци кои живеат во Германија. Тоа Те гледаш убаво ме разбираш. Да. Тоа беше 15 прашање? Да. Дали беа добри прашањата? Да, тоа беше. Дали беа интересни? Да. Мисля, луѓе треба да кажат ама. Дали беа уникатни? Да. Отворени? Да. Директни? Да, се беше. И последно прашање ќе биде дали ја кажуваш вистината? Да. И дали мислиш дека ја кажуваш вистината? Да, се кошна. Добро, го анализиравме одговорот, уште последното прашање. Добро. И за крај. Дали си искрен кога ги снимаш видеата за македонската нација, култура, спортови? Дали си искрен во сите влогови? Да. 100%. Ова беше последното прашање за вечер. Ето. Детекторот ги анализираше твоите одговори, за кратко добро, ќе сега видиме видиме. каде ја кажа вистината, каде не ја кажа вистината или сега проба кажа. да го изманипулираш или да го излажеш детекторот. Се враќаме за кратко да видиме дали фин Македонија беше толку фин како што се представува. Сега ќе дознаеме што се комплетираше. Фин. Дали си изгубен македонец или изгубен германец во Македонија? Да, точен одговор. Дали е точно дека Македонија сакаш повеќе од Германија? Да, точен одговор. Дали е точно дека дојде во Македонија за да се ожениш? Не, точен одговор. Видиш како иде. Да, се точно? Ти даваме на представка, не, има и лај. Да? Дојди да видиш. Да, добро, да. А има лај што збориш, не? Ама не лажав. Труфол. Ле, на англиски браус. Се иди таму. Добро, ајде. Подоцна. Добро. Дали е точно дека има нешто во Македонија што не ти се допаѓа, ама не сакаш јавно да го кажеш? Ти кажа дека има, дека нема и оно кажу undeterminated. Не може да го пронајде, знаеш? Да. Undeterminated, ме разбираш? Да. Добро. Тоа е одлично, као не можам да го најдам, но тоа е тоа. Па како утре треба да бираш помеѓу Македонија и Германија кого би одбрал. Оно па е undeterminated. Да. Да, види колку е јасен и прецизен. Ти текно не може да... Пошто ти работиш и со твоите срце, но со твојот ум. Знаеш, чувствата се тие. Дали имаш ли македонски јавно личност од симпатија? Ти кажа да, имаш симпатични ликови од Македонија. Дали е точно дека стана македонец поради лајкови пари од спонзори? Ти кажа не, и тоа е точен одговор. Браво. Дали си помислил, леле, си рекол некоја македонка? Да, точен одговор, си рекол. Дали има тајна што не си им ја кажал јавно на следбениците на Македонија? Кажа не, точен одговор.
Дали е точно дека има македонци што те вреѓаат и не те сакаат? Да, точен одговор имам. Дали се каеш што остана во Македонија толку долго време? Ти кажа не, но не ја кажа вистината. Се каеш многу пати. Да. Тоа кажа се дека лажав, не? Да, лажа. Да, што збориш? Да, но може би е тоа кога си нервозен ради пасоши, ради таму. Да. Сакам да бидам нервозен на пасош, ама немам пасош. Од главата, да, некој фиока во главата ти го држи тоа. Да, 100%. И кажува дека не ја кажуваш вистината за тоа дали се каеш некогаш што остана во Македонија толку долго време. Значи, ете, гледаш, имало и моменти кога ќе кажеш у пичку материну више. Дали се сметаш за инфлуенсер во Македонија? Да, точен одговор. Дали ти дадоа македонски пасош? Не, точен одговор. Па сите знаеме дека точно. Дали е точно дека се уште одиш по македонски и го совладуваш? Да, точен одговор. Дали е точно дека имаш добиено пораки од твоите германци во стилот не си глупире, не си македонец? Кажува пак дека не може да најде суштина дека може да имаш добиено, ама не кеш да кажеш. Да, како да кажам точно, јас се надевам дека имаше повеќе германци да ме гледат да знаат за... Знаеш, прво зборував на англиски во видеото, ама исто тогаш премногу македонци кои ме гледат. Добро. Дали си искрен кога ги снимаш видеата за македонската нација, култура, спортови? Да, точен одговор, искрен си. И дали ја кажуваш вистината? Да, точен одговор. Според мнозинството на добиени гласови за точни одговори, ти го помина полиграфот. Фала Не многу. кажа вистината, само на 2 од 17 прашања не ја кажа вистината, или детекторот терминираше еден вид невистинито. Може би, одговор, кој да. знае. Така да беше одличен, беше искрен, беше директен, беше симпатичен, беше расположен. Ја ти посакувам да се останеш во Македонија, да си ги фала. оствариш своите соништа, да си се ожениш тука, да си добиеш деца македонци, а ние, како држава, ќе те примеме топло, премиерот ќе ти даде пасош, но кога ќе треба, тоа е за 3 години, или како што викаш 5, Да, 4, да, да. 5, ти ја сакаш таа процедура да биде со принципи. Да, ти се биде легално, да, да, без така врски, е. без глупости, Така можеме е, вака, така е. да, Ти не благодарам уште еднашка. Да. Благодарам. Фала многу. Dankeschön, Фала за bitteschön. поканата. Така ви ајлару. Bitteschön, да. Вам, дами и господи, ви посакувам да останете на каналот, можеби на канал 77, бидејќи има одлични YouTube содржини од нашиот подкаст, ако не сте ги гледале, и од други некои содржини подкасти кои што се од моите колеги, или слушате го радио канал 77 само хитове. Лайк, subscribe за повеќе јавни личности на Полиграф или Дектор. Ве поздравувам до следно видување. Чао!